Благодарам председателя, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, граѓани на Република Македонија. Да кажете дека која ќе биде на седница. Има збор, да, ама после немојте да кажете која ќе биде на седница. Благодарам председателя, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, граѓани на Република Македонија и медиуми. Денес го разгледуваме предлог законот за изменување на законот за додадена вредност по скратена постапка. Со оваа законска измена се предлага намалување на стапката на данокот на додадена вредност од 18% на 5% за прометот и увозот на електрична енергија за домакинствата. И ова е во ред, но што ни се случува во државата? Како владеачка партија, водите политика за поврат на данокот на додадена вредност кај граѓаните преку скенирање на сметки, а од друга страна ја покачувате струјата, воведувате кризен данок во форма на зелена такса од 4 денари, ги поскапувате горивата. На овој начин не се враќаат парите на граѓаните, туку се прави уште поголемо осиромашување на народот. Намалувањето на ДДВ-то на струјата од 18% на 5% е времена мерка во предизборен период. Затоа што, согласно законот, ова ќе важи до 30 јуни 2022 година. А што потоа? Веќе подолго време, како опозиција, предупредувавме за проблемите и недомакинското работење на енергетските компании, посебно на АД Елем или сегашно ЕСАМА. Спротивно на законот на енергетика и спротивно на секоја логика, АД Елем продаваше поевтина електрична енергија на универзалниот снабдувач Евана Холм, отколку што го чинеше. Поради тоа дојде до финансиска загуба во Елем и компанијата се доведе до пропаст. Произведува поскапа електрична енергија, а продава поевтино. Одговорните луѓе и нивното нестручно работење ја доведоа оваа компанија до пропаст. Сите проекти во енергетиката започнати пред 2017 година, Социјалдемократскиот сојуз ги прекина, а нови не започна. Најголем проект беа партиските вработувања на роднини, синови, ќерки, братучеди. Како резултат на ваквото работење, државните енергетски компании АД МЕПСО и АД ЕСАМА станаа загубари со милионски суми. Непобитен е фактот дека овие компании беа синоним за успешно и профитабилно работење. А сега што се случува? После 4 години од преземање на власта од страна на Социјалдемократскиот сојуз, во овие компании сведоци сме на период на колапс на енергетскиот систем и големи загуби. Стабилен енергетски систем е индикатор на секоја држава да го поддржи одржливиот економски раст на земјата. Со уништување на енергетскиот систем на Република Македонија се врши обид за целосно уништување на македонската економија. Иако пред една година од регулаторната комисија се тврдеше дека со поскапување на струјата ќе се успее компаниите да не бидат во загуба, на крајот од 2020 година компаниите покажаа друга реалност. АД Електрани на Македонија ја завршија 2020 година со загуба од 16,8 милиони евра, а АД МЕПСО со загуба од 5,8 милиони евра. Цените на сметките за домакинствата беа зголемени за 7,4% повисока цена и тоа од лани, од 1 јули 2020 година. Но иако цената на струјата се зголеми, сепак компаниите, наместо да прикажат добивка, тие прикажале загуба. Ова покажува дека во ЕСАМА, односно Елем, се работело недомакински. А кога се работи недомакински, цената за жал ја плаќаат сите граѓани во државата. Исто така, со овој предлог закон, со намалување на ДДВ-то за сметките за електрична енергија од 18 на 5%, владата се обидува да го амортизира ударот од новото поскапување на струјата. Ова ќе предизвика дупка во буџетот. Дупката во буџетот ќе ја почувствуваат повторно граѓаните кои ќе плаќаат повисоки цени по други производи и истата ќе се пополни со новата еколошка такса која се спрема да се стави за бензините и за дизел. И не само тоа.
Од почетокот на владењето на Социјалдемократскиот сојуз па до денес, давачките за литар гориво се зголемени за 14 денари. Граѓаните плаќаат скапо гориво за да се покријат задолжувањата и непродуктивните трошоци на оваа влада. Само во последните години бензинот се покачил од 50 на 71,5 денари, а дизелот од 46 на 63 денари. Овој ценовен шок ќе ги покачи сите давачки на транспортниот сектор. Со покачување на горивото, секое семејство е оштетено за околу 600 денари месечно. Но битно, радиодифузната такса од 190 денари навреме беше укината. Ете, заради сето ова, според Евростат, Македонија е во групата на најсиромашните земји во Европа. Пред нас се само Албанија и Босна и Херцеговина. Македонската јавност треба да биде информирана дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија поднесе 2 амандмани со кои сакаше да го подобри ова законско решение. Со првиот амандман баравме стапката на данокот на додадена вредност за електрична енергија од 5% да важи за сите, и за граѓаните, и за домакинствата, но и за компаниите и за индустријата. Додека со вториот амандман баравме стапката на додадена вредност да остане 5% и во случај цената на електрична енергија да остане иста или продолжи да расте и во иднина. Со ова сметавме дека ќе спречиме ново, дополнително зголемување на цената на електричната енергија во следниот период. За жал, амандманите не беа прифатени. Почитувани, ветувавте многу, ветувавте живот, меѓутоа состојбите во државата се сосема поинаку. Луѓето се на преживување. Благодарам.